Ние сме во огромна болка цело Кочани. Кочани ни почина. Беше битно да бидат видени од страна на јавноста дека се присутни на таа анкетна комисија, но не им беше битно навистина да ги слушаат родителите. Ќе направам соба за плаќање кај што најефтината, најскапо ќе плаќаат бизнисмените бидејќи имаат пари, ама да се исплачат бидејќи ќе им биде и нив тешко. Македонија секогаш е на штрек. Бизнисот во Македонија секогаш е на штрек затоа што не знаете утре што ќе се случи. Очекувам дека треба да се подготвиме за нешто поголемо. Така се наслушува во светски рамки. Ниту економски препород, ниту економски колапс. Значи не очекувам за наредната година, но очекувам многу сложени состојби во економијата кои што владата ќе мора да ги менаџира. Инаку ако продолжува линеарното зголемување, прво е тоа нема да биде више понатака доста праведно и правилно, но истовремено не е засновано на придонес. Може да ни се случи банкрот на држава? Не. Држави не може да банкротираат. Не банкротирала ни држава, може да се најдат во одредени речем потешкоти. Дали е овој индикатор дека сме влезени во сериозен кризен финансиски менеджмент? Па не, но еве Европската унија констатираше дека менаџирањето или управувањето со јавните финансии е веќе слабата страна на Македонија. Завршија новогодишните и божјикни празници. Веројатно во оваа 2026 година две теми ќе доминираат. Судскиот процес за случајот Пулс. Дивата дискотека која пеплоса 60 млади животи. Господин Левков или колега Левков, како се живее во Кочани посттравматски? Па не е лесно. Не би му го посакал ова, ниту на најголемиот душман. Значи, вакви трауми, кај што ти еден цел град кај што ти е настрадан, една цела генерација кај што ти е настрадана, е страшна, жална и болна. Дали оваа катастрофа е последица на наталожените проблеми, заташкувањето, прогледувањето на низ прсти, нефункционалноста на институциите? Да, многу добро ги нотиравте. Ги нотиравте многу добро сите шевови низ кои што доведоа до катастрофата. Ние како истражувачки новинари сме фокусирани во делот на борба против корупцијата. И таму знаеме дека за да ти се случи еден коруптивен настан, значи мора сите работи, целиот круг да биде затворен како струјно коло. Една работа, една институција да профункционирала во тој момент, не могло да се случи ова. Значи, поаѓајќи од полиција, сега да не ги набројуваме, највиновна е полицијата, да не се лажеме. Да имаше доблест, например, министер требаше веднаш да си поднесе оставка, за да може да остави простор да целата истрага се одвива независно. Да имаше морал. Тоа не го видовме, однесоа неколку, не викам дека не биле заслужени, кажи го овие инспектори, али не видовме одговорност кај на високите чинители на власта за ова. Пошто тие се тие што водат системот, ден претходно да направиле една контрола, тоа не могло да се случи. И не само тие, не знам, инспектори за противпожарна, не знам, дирекција за заштита и спасување, финансиски институции, значи како можело да работи таа дискотека со блокирана сметка на црно на БВУ пијачки, се збори сума од 1.500.000 денари, дека се набавени пијачки за таа вечер само. Тоа е на црно затајување на данок, перење на пари, уште кои други кривични дела. Не гледаме дека луѓе одат у затвор за, не знам, за ќебапчиња, за ова, за она, а овие не изреагирале. Ја затворили дискотеката, не знам, таму ја пломбирале, некој ја пломбирал. Како може да отпломбираш објект што е затворен со оддржавна институција? Како да се врати динамиката и животот во Кочани? Дали воопшто може да се врати наскоро секојдневниот живот во некаква нормална состојба? Мора да се врати. Значи, ние живи во гроб немаше да влеземе. Децата си ги изгубивме. Изгубивме секој по некој.
али има некој назад за кој што треба да останеме да живееме. Со обврска, да направиме подобар систем, сите ние, да направиме подобар систем барем за тие деца што остануваат назад и за новите деца што ќе доаѓаат. Инаку во Кочани, од прилика некои статистики што знам, некаде годишно се раѓаат околу 150 до 200 деца во Кочанската болница. Не се округли се бројките, не се толку точни екзактни, сигурно во статистика или во овие државните институции имаат прецизни бројки колку се. Ние толку имаме повредени со тешки повреди, починати, не изгубивме цела генерација. Ден по несреќата бевме во Кочани и една од соговорничките констатираше: Кочани почина. Ние сме во огромна болка цело Кочани. Кочани ни почина. Ни умре градот. Нема фамилија што не е погоден. Или пријател, или роднин, секој е погоден во градот со 25.000 жители. Причините се што мислам треба инспекторите да водат сметка во какви објекти се сместуваат луѓето и од каков материјал направено. Потоа луѓето што водат не ги исполнуваат условите, мали деца примат, нели, до 18 години не треба да влезе во дискотека, така ли? А тие ги пуштат од 14 години. Потоа многу луѓе се примени, место 250 карти продадени, тие 500 влегле внатре. И како ќе излезат? Исто објекто не е по стандардите направен. Да речеме нема излез со една врата, влегување и излегување. Кај тие луѓе ќе бидат? За кој више да живееме, дочко ми беше. Марија и Ице и на една колешка синчето. Јас како родител на две близначки од 3 години кои што вчера полне ја изгубивме најдобрата другарка. Наместо да славиме роден ден, ние ја баравме. Гневни на башибозлукот, на корупцијата која владее речиси на секаде. Дел од граѓаните со кои имавме можност да разговараме, велат проблемот е далеку поголем и позлошен. Низа на несреќи не се случуваат во изминативе месеци, години. Но одговорноста кај нас веројатно е мисловна именка. Ние веќе ги изгубивме нашите исакани и млади. Веќе шај да се направи џабе.
овој град се споменува и е поврзан со тогашната, се зборуваше, франкфуртска мафија, случајот детонатор кој никогаш не се расветли. Тие се тие. Значи тоа е една екипа, една група од двете страни, например, и од двете партии кои што се шалташе како овој уценувач и рекетари во двете партии, цела структура, што работеше доста кривични дела, што правеше доста кривични дела со ова. И тоа е екипа што едноставно цело време е прогледувана и е прогледувано низ прсти. Знаеме еден од тие лица што беше обезбедување на Никола Груевски. Од овие други лица со кои што се конфронтира, па имаше друга група кои исто така вршеа кривични дела. И тие многу добро ги знаат. И полицијата многу добро ги знае, и сите други служби многу добро ги знаат, ама замижуваа сите. Некој ќе се јави таму од озгора, некој од вака ќе ги инструират така да направат, инаку основа на тоа е 90-тите години. 90-тите години беа правени тие групи во Кочани. Таа среќа, односно несреќа, му се падна на Кочани. Тоа можеше да се случи било каде во оваа држава. Луѓето младите кои живеат во Кочани, кои излегуваат, Кочани е познат град по тоа дека некогаш имал многу добар ноќен живот, многу добри рейв журки, културен живот, театарски представи, театарски фестивали и така натаму. И самиот град е жив сам по себе. Луѓето кои живеат таму сакаат да излегуваат. И до ден денес кога ќе отидете во Кочани, сите кафичи и такви локални места се полни. Така што ако некогаш барам некакво објаснување зошто баш во Кочани, си реков можеби затоа што многу сакаме да се забавуваме. Меѓутоа не е тоа одговорот. Одговорот е невниманието, негрижата и корупцијата која веќе со години владее во нашата држава и во нашиот трул систем. Имате некој близок кој настрада или е тешко повреден? Кочани е мал град, мало место. Сакале не икеле, ние меѓу себе се познаваме. Се сеќавам на првата вечер, односно во понеделникот вечерта, кога се случи пожарот, јас веќе бев дома во Кочани и сите бевме надвор излезени. Едноставно луѓето не можеа да седат дома, палевме свеќи на плоштадот и никогаш нема да го заборавам тој момент кога излеговме со мојата фамилија надвор. Имаше премногу луѓе и верувате не знаевме на кого кој му починал или на кого кој е во болница. И едноставно не знаевме како да се поздравуваме меѓу себе. Не знаевме кому да му изразиме сочувство, кому не. И само поминувавме, климавме со главите и велевме Бог да ги прости. Првите впечатоци е дека оваа анкетна комисија нема да допринесе кон спроведување на правдата која што овие родители ја бараат, бидејќи видовме голема несериозност, незаинтересираност од страна на пратениците. Не личеше само како уште една процедура која што е бирократија, која што мора да се помине и за јавноста да биде срекна, но јавноста нема да биде срекна, бидејќи нема да искочи правда од оваа комисија. Дали на државниот врв му беше важно да се појави, да ги види родителите, да ги сослуша и толку? Значи, првично мислам дека им беше битно да бидат видени од страна на јавноста дека се присутни на таа анкетна комисија, но не им беше битно навистина да ги слушаат родителите и навистина да размислат длабоко и во себе и да си ја најдат човечноста за да можат да сочувствуваат со овие личности, со родителите, а и понатаму нели да действуваат за да има политичка одговорност за оваа трагедија, а не несреќа. Ја пропуштија ли политичките елити шансата да им подадат искрена рака на родителите на загинатите? Значи, Унија промашија оваа шанса уште пред 9 месеци, бидејќи навистина е срамата 9 месеци да треба да чекаат родителите, за да имаат средба лице в лице со сите овие политичари, особено представничката од ВМРО која што се обрати, она ги повика во незиниот кабинет да се соберат, затоа ја побара паузата која што ете во јавност искочи како срамно барање. Значи, они имаат 9 месеци за да реагираат, да се соочат со родителите. Сега е веќе, мислиме, ние како иницијатива сметаме дека е навистина доцна било каква реакција која што има.
Однапред тешко е да се каже, меѓутоа она што може да го извлечеме како заклучок е дека работите се појавуваат како инциденти и афери, меѓутоа очигледно е дека у суштина постои некаков континуитет на, да речам, беззаконие, условно кажано, или недоволна контрола и законско и професионално постапување на службите, кое што е влече корени од уште од стариот систем и кое што у суштина, предпоставувам, никогаш не беше невистински реформирано. Интересно како јавноста, вклучително политичките партии, многу брзо го губи интересот да се следат овие состојби, да се превенираат. И така, од големите афери, последното што беше врзано и со извештајот на Прибе, констатираните состојби, помена некој период, луѓето ги заборавија, веројатно намерно се да речем запоставува или се оневозможува можноста да се востанови некаква контрола и генерално се губи интересот за овие состојби. Дали човекот кој денес има апсолутна моќ во држава, пред да дојде на премиерската функција, бил предмет на безбедносна обсервација? Подолг период се зборува дека, и тогаш и јавно зборуваше тогашниот лидер, сега премиер Мицковски, дека бил следен и него и потесното семејство. Значи, ние знаеме дека нашите служби по традиција ја имаат таа слабост да функционираат со повеќе по политички критериуми отколку професионално безбедносни. И тоа не е стара болка. Во конкретниот случај никој не може да каже сега со сигурност без да се направи соодветна контрола на случајот и да се има целосен увид. Теоретски е можно да нема злоупотреби и покрај тоа што можеби на еден или друг начин бил евентуално следен. Вие знаете дека е општо познато дека овие дипломатските и конзуларните представништва по дефиниција вклучуваат разноразни агентури и разузнавачки служби. Тие непосредно комуницираат и со партиите и со други, така што во следење на нивните активности не е чудо да се јават како таргет или како некој што упаднал во тие ситуации и високи политички фигури. Значи, тоа сами по себе не е лошо, ниту забрането, доколку е bona fide според професионални критериуми, зависно од ситуацијата. Проблем е ако тие надвор од безбедностните професионални прашања се од аспект на чиста злоупотреба ставени под обсервација во смисла да се оневозможи да функционираат, се бара да можност да се оцрнат и што ја знам. Власта вели дека нема да се доведе, нема да функционира на принципот на политички реваншизам. А при тоа најавува враќање на членот 353. Тука има, чинам дека уште еден член 357 кој исто се наведува во делот на злоупотреба на службена положба. Па и не би требало никогаш тоа не треба не да се каже дека казаното право не треба да се инструментализира за политички потреби и да се користи како дел од политичката борба. Но едно се реторики, друго е вистината. Ние видовме и низ предметот со Кочани, дека тие, иако зборуваа за тоа, и брат да ми е ќе се бла-бла, се трудеа до последно многу жилаво и многу безобразно да ги заштитат своите кадри. Од челниците на МВР до тие началниците и други кадри, така што се удри на сметка на тоа, ќе казнуваме без основ наназад практично невини луѓе. Мислам, невини за конкретниот настан, ако и тие си имале своји пропусти, тоа би одело за сосема други дела.
говорам за случајот Пулс, е индикатор дека се подготвува долгогодишен процес, што би значил дека роднините на загинатите, на повредените, суштост долго ќе чекаат вистината за виновникот и да се детектира точната одговорност за оваа трагедија. Со оглед на фактот дека се работи за многу обимен предмет, со многу обвинети, не можам однапред да прогнозирам колку ќе трае оваа постапка, меѓутоа евидентно е дека овој настан заслужува посебно внимание како од страна на судската власт, така обвинителството, но исто така и бранителите, односно адвокатите. Сакам да напомнам дека од страна на овие чинители во судската постапка се превзедоа некои мерки во однос на она што значи добивање правда во разумен рок, па така обезбедија една поадекватна просторија, сала за судење и се договорија како судиите, така и обвинителството и адвокатите дека ќе постапуваат фер во оваа постапка. Меѓутоа, со оглед на обемноста на овој предмет, како ќе се одвиваат работите понатаму, тешко е да се прогнозира во овој момент, но еве пред неколку дена веќе дојде до одлагање на рочиштето, бидејќи обвинителството поднесе некакво интегрирано обвинение, за кое не можам да коментирам, бидејќи не знам што има во тоа обвинение и како обвинителството дали нешто пропуштило или дополнува. Тие рекоа дека ова не е нешто ново, дека е дополнение, меѓутоа со оглед на фактот дека не ми се познати тие околности, ќе се воздржам од коментар. Како и да е, семејствата на жртвите имаат право да ја добијат таа долго посакувана правда за која нон-стоп излегуваат и кажуваат дека им е потребна, но потребна им е во еден разумен рок. Паралелно со судскиот процес за трагедијата во Пулс се иницира и парламентарна анкетна комисија. Колку оваа иницијатива е издржана, дури владеачката гарнитура бара отворање на анкетна комисија за сите трагедии досегашни што се случиле во државата, вклучувајќи го и Дурмот Турс и модуларната болница, но имајќи во предвид и фактот за дел од тие случаеви за кои власта иницира анкетна комисија, тие судски се затворени. Па власта има право, односно парламентот има право да реализира една таква анкетна комисија и да утврдува некои факти кои што тие сметаат дека се суштествени во овој момент. Меѓутоа, имајќи во предвид дека е отворена судска постапка, јас лично не гледам некоја потреба истовремено на водење на две постапки, иако мислам дека нема да биде тоа некаква пречка, судската е судска постапка, се утврдуваат други работи, овде се утврдуваат и овде некоја одговорност се утврдува, меѓутоа е сепак друго значењето на анкетната комисија, друго е на судската постапка. Иако можеби не беше најнеопходно во овој момент да се отвори и оваа постапка. Дали тоа е во можеби во насока да се релативизира поточно и најголемиот судски процес, а тоа е трагедијата во дискотеката Пулс? Не мислам дека ќе се релативизира на тој начин. Апсолутно. Само што можеби политиката, односно извршната власт, сака на некој начин да даде свое видување на овој настан. Јас така го гледам ова прашање. Бидејќи е многу јасно дека судската постапка е друга, а ова е сосема нешто друго и нема да има некакво влијание. Меѓутоа, за јавноста е тоа многу важно и политиката секој пат сака пред јавноста да биде транспарентна, да изрази некакво чувство дека работи, дека се грижи за граѓаните и така натаму. Во случајот на Пулс се осомничени луѓе уште кога биле на функција пред 5, 6, 7, 8, па и 10 години, а изоставени се луѓе кои што се денес на актуелни високи
позиции. Говорам во делот на надлежностите и одговорностите за случајот Пулс. Не ви е помалку тоа симптоматично? Видите, самото обвинение кое што опфати голем број на чинители од пред 12 години некаде, така слушнав, се поставува прашање каква е причинско-последичната врска на тие чинители, односно на тие обвинители со настанот, бидејќи мора да се има во предвид дека за да бидеш обвинет треба да има последица. Ти си направил некој пропуст, односно твоето однесување било девијантно, непотребно, било кривично опасно, но немало последица во тој период. Последицата настапува подоцна, кога ти веќе не си на функција. И тука е дискусијата на правната фела околу ова прашање. Но да се надеваме дека тие успеале некако да го поврзат овој настан целосно од сторувањето, од нивната работа во изминатиот период па до денешните услови, односно до денешниот настан кој ја потресе македонската јавност. Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд, гостинка во емисијата Трилинг. Господе Коцо, подлог период се зборува за неопходноста од подлабоки реформи во македонскиот правосуден систем. Може ли да ги детектирате во 3-4 точки клучните алки на слабости во и кај делителите на правдата и кај обвинителите? Можам да ги сублимирам проблемите во однос на она што би требало да биде реформа во смисла на подобрување на законската регулатива. Значи, потребна е добра законска регулатива. Потоа е добро, односно неопходно да се обезбеди професионален и стручен кадар. И на крајот, како трета точка, би ја нагласила организацијата на судската власт преку остварување на функциите на судовите, односно територијалната надлежност на судовите. Да се вратам на првата точка, односно подобрување на законската регулатива. Во изминатиот период се констатира многу слабости во регулативата. Знаете што се случи во судскиот совет. Законот за судскиот совет не содржеше јасни одредби во однос на разрешувањето на председателот на судскиот совет, па настана една ситуација која што беше осудена од јавноста и од експертите. И доведе до тоа да дојде и Осенската комисија и да вложи напори во однос на тоа да ги поентира оние одредби кои што не се соодветни во однос на она што значи судскиот совет, бидејќи тој е независен, самостоен орган на судството кој се грижи за самостојноста на судската фела. Како вие гледате на иницијативата, односно идејата која пред одреден период се заговараше, распуштање на судскиот совет? Дали таков еден рез би можел да придонесе во враќање на довербата во судството? Видите, тоа распуштање на судскиот совет повеќе се третира како политичка мерка и мислам дека не е издржано такво нешто во овој момент. Меѓутоа, што треба да направи власта? Треба да го донесе законот за судски совет што е можно побрзо. Тој требаше да биде донесен уште во јуни месец оваа година, меѓутоа еве го уште малку декември. Тој закон се наоѓа, се уште не е пред парламентот, е пред некоја Европска комисија на разгледување. Што сакам друго да поентирам? Тој закон навистина немаше соодветни одредби, па нели имаше проблеми околу изборот на членови на судскиот совет и така натаму. Комисијата, Оценската комисија ги поентираше сите овие проблеми и новиот предлог на закон јас не го имам видено, иако нешто имам видено, меѓутоа мислам дека сите овие подобрувања ќе бидат во однос на тоа како треба да функционира едно вакво тело. Во однос на тоа што значи, за мене е многу важно и прашањето по однос на судскиот кадар, професионален и стручен судски кадар.
Како ќе го обезбедиме тој стручен и професионален судски кадар? Еве, веќе отидоа голем број на судии во пензија. Академијата за судии и јавни обвинители имаше распишан еден оглас, и ако се сеќавате пред година и пол, кога беа парламентарните избори, беше стопиран тој процес на избор на слушатели во Академијата од страна на ДКСК, и се уште тој процес на избор е заглавен. И сега се наоѓаме во една ситуација, ќе одат одреден број на судии и обвинители во пензија, и останува прашањето како ќе се дополнуваат судовите и обвинителствата, кога ќе нема кадар. Ограничен е бројот. Гледате вие, во сите судови има недостаток на кадар. И во обвинителствата. Што ќе се случи понатаму, не знам. Меѓутоа, власта мора да обезбеди процесот или да тргне оној што беше стопиран, или да даде средства за нов оглас. Знаете ли дека само 11% од пензионерите се сиромашни, според статистика во 2023 година? 89 не се на под прагот на сиромашти. Значи само 11. Знаете дека има група на граѓани, например самохрани родители, што се по 20, 30, 40% во групата сиромашни. Самохран родител е сериозно да си во сиромаштија. Значи пензионерите не се најсиромашни. Они се втора најнесиромашна група, тоа прва најнесиромашна со 8% се вработените. Одма после нив се пензионери. Повратот во економијата го прават опремата, машините, вештачката интелигенција, софтверите, инвестициите во опрема, инсталации, машини. А опремата во градежните објекти е предолгорочен. Со оглед на градежната експанзија во станови, градежната експанзија во патишта и тунели и се што случува во Македонија во идните години, ние треба да очекуваме уште полоша структура на инвестициите, која повратот во раст на БДП ќе го смалува, нема да го зголемува. Се сеќавам, набрзо после прославата, Ману беше посетена од страна на тогашниот премиер, и ние му ја подаривме книгата, монографијата, и се сеќавам на посветата напишавме дека се надеваме дека овој пат институциите, одговорните министерства на владата, начело со премиерот, ќе се ангажираат да ја проучат стратегијата и да преземат мерки и чекори за подобрување на состојбите покрај другото и во рамките на образованието и науката. И навистина се надевавме дека ќе има некаков одек, но во периодот што следеше немаше никаква повратна информација. Втората тема која веројатно ќе доминира во наредниот период е економијата. Како глобалните случувања ќе се одразат врз македонското стопанство и македонската економија. Нови задолжувања, но и нови раздолжувања. Како ја читаш политиката, економска, финансиската политика на владата и новиот скроен државен буџет за идната година? Еве вака, први на почеток едно контрапрашање ќе ти поставам јас тебе. Што очекуваш од 2026 на економско поле, односно не ти барам анализа, туку чувство какво имаш, што не чека, добра ќе биде, лоша ќе биде, стандардна година. Кое ти е чувството за економијата во 2026? Тешка година. Тешка година. Зошто те прашувам ова, бидејќи го делам истото твое мислење и сега се размислувам да отворам бизнис кај што ќе направам соба за плаќање, кај што најскапо ќе плаќаат бизнисмените, бидејќи имаат пари, ама да се исплачат бидејќи ќе им биде и нив тешко. И ние средната слој што сме исто така средно ќе плаќаме, бидејќи нас ќе не биде тешко во целата 2026, а најефтино ќе плаќаат сиромашните и политичарите, односно ние што се во власта, бидејќи во 2026 сметам дека ќе имат сериозни предизвици и ќе им биде за плаќање, но ако не ги преземат потребните реформи и не ја прекројат како што треба буџетската каса, односно буџетот, може би нема да плачат толку многу во 2026, но сите некаде за 2 до 3 години од сега ќе плачеме толку многу што јас ќе оќурам од пари, бидејќи сите ќе доаѓате во таа соба да се изнаплачете како луѓе. Колку него ставовите, владините политики во креањето на економско-финансиската слика на државата се
отсликуваат на реалната, фактичката состојба во државата? Па да бидам искрен, вака прилично тешко прашање да се одговори со едноставен одговор. Премиерот ги кажува дневно проблемите со кои што се соочува владата, најчесто одговарајќи на новинарски прашања кои што пак мора да забележам многу често и се повторуваат. Од негова страна очекување тој да биде оптимист и да ги брани политиките кои што ги спроведува владата. Од друга страна, состојбите во земјава, особено во економијата, според мене не се баш розови, напротив, се прилично сложени и тешки. Како годинава, така и очекувам да биде и во наредната година, имајќи во предвид дека и на меѓународен план работите не стојат добро. Пред се мислам на руската инвазија врз Украина и покрај напорите што се прават, нели, таму ситуацијата да се смири, гледаме со какви се пречки се соочуваат меѓународните фактори кои што се обидуваат да стават крај на тој воен конфликт, но имајќи ги предвид и нашите домашни прилики, а што произлегуваат од она скенирање кое што го направи Европската Унија и состојбите кои што се посочени во последниот извештај за Македонија, кај што се зборува за состојбите во јавниот долг, за состојбите во јавните финансии, за капиталните инвестиции, подготвеноста на државата за интегрирање во Европската Унија и така натаму. Министерката за финансии Кочовска вели дека буџетот вака како што е креиран за идната година е така планирано што ќе има пари за се. Ако е така, дали не очекува економски препород или може би колапс? Не. Имајќи во предвид дека треба да отплатиме стари долгови, но се најуваат и нови задолжувања. Ниту едното, ниту другото. Значи, ниту економски препород, ниту економски колапс. Значи, не очекувам за наредната година, но очекувам многу сложени состојби во економијата кои што владата ќе мора да ги менаџира. Дека ќе има пари за се, очигледно е 6,7 милиарди евра, колку е предлогот на буџетот. Дали преку линеарното зголемување на пензиите, всушност на мала врата се враќа она урамниловка од времето на комунизмот и дали линеарното зголемување всушност ќе треба да се решава преку судска разврска, она зашто Уставниот суд... Тука имам расправа и со други колеги. Јас не гледам лошо на линеарно зголемување. Ја гледам зголемување, искрено да ви кажам, јас би ги замрзал пензиите на 2 години. Па што да живеат по една? Сега ќе ти кажам, ама нема за сите. Знаете ли дека само 11% од пензионерите се сиромашни, според статистика во 2023 година. 89% не се под прагот на сиромашти. Значи само 11%. Знаете дека има група на граѓани, например самохрани родители, што се по 20, 30, 40% во групата сиромашни. Самохран родител е сериозно да си во сиромаштија. Значи пензионерите не се најсиромашни. Они се втора најнесиромашна група, прва најнесиромашна со 8% се вработените. Одма после нив се пензионерите. Една работа што ги замолувам сите колеги кога одиме на настани, јас одам на настани и уживам во тоа, многу внимателно да го слушаме премиерот Христијан Мицковски што зборува. Како ретко кој политичар во изминативе 10 на 15 години, претходно имаше такви политичари, кога зборува, кажуваат се што треба да се каже и има нијансирање во нивните изјави. И многу често ги опоменувам моите колеги да слушаат до крај што зборува, бидејќи кажува што се следните чекори што можеме да очекуваме. Да те побијам. Не очекувам избори. Ги кажа, рече, не вели во политиката никогаш, дека нема да се стори, се е можно, но не е оправдано. Затоа што имаме тешки економски години, тешка економска година. Јовановски, дали внимателно го слушаш премиерот Мицковски околу неговите економско-финансски планови, проекции и ставови? Знам на што алудираш, на твојот претходен гостин од минатата недела, колегата Теменугов. Да, секако, колку што времето дозволува, секојдневно ги следиме неговите
настапи, неговите пресконференции, изјави кои што ги дава по дали кога оди на некој дневни настан или во собранието или на пресови во владата, така да се обидуваме да го следиме колку што можеме подобро. Професор Поповски, во извештајот на Европската комисија за напредокот во делот за економијата има и загрижувачки трендови и сериозни критики. Капиталните инвестиции се намалени, тековните расходи растат. Јавниот долг има загрижувачки тренд, се троши повеќе за плати и пензии. Па нема што да се додаде нова. Внимателен слушател на емисијава, тоа што вие го кажавте и што е нотирано во извештајот е така. Нема што тука да се коментира и да не вреѓа. Тоа се нумерички податоци и тенденции во нашата економија. Меѓутоа, пред одреден период премиерот Мицковски тврдеше дека сме 4-та земја по економски раст. Видете се, Европа се наоѓа во малку по-тешка економска состојба релативно во светот во однос на Кина, Индија, БРИКС, па дури и во однос на Америка. Има некои релативно ниски стапки на раст помеѓу 0,5, 1, до кај 2,5%. И сега, ако имате вие не 2,5, 2,7, вие сте 4-ти во Европа. И што значи тоа? Ништо. Ништо не значи. Стапките од 2, 3, 3,5% за Македонија, сега имаше едно истражување дека 100 години да се приближиме ке ни треба на Европа. Со такви стапки. Значи, повторно се враќаме на истото. Нас ни се потребни сериозни повисоки стапки на раст. Дури овие предвидените стапки сега што се кажуваат од буџетот за 2026 година се релативно ниски. 3%. Значи, не можете вие високо развиени економии со доход по жител од 70.000 евра по глава, која се развива со 1,5%, да ја споредете со држава со 8.000 по глава на жител заради намалување населението, иначе бевме на 6,5-7, но сега сме на помалку население. И сега ние се движиме не со 1,5-2, со 2,5-3. Нема никаква логика приближувањето, ни 100 години нема да. Значи, ние имаме сериозен проблем. Плюс ова вие што го кажувате за инвестициите, што е нотирано во Европската унија. Податоците за 2023 и 2024 конечни објавени од Заводот за статистика, кажуваат дека бруто инвестициите во Македонија се околу 30 нешто проценти. Од нив, околу 5-6% се така статистиката и националните сметки во економијата го обработуваат тоа инвестиции во залихи на предпријатијата. Ако ги тргнете тие, остануваат 24% инвестиции во основни средства. Од тие 24% во двете години, инвестициите во градежни објекти се 55-56%. Во 25-та година, во првите два квартали за кои имаме податоци, растот на градежништвото е уште поголем. А градежништвото не создава опрема и машини и инсталации, туку создава градежни објекти. Што значи, ние имаме инвестиции кои немаат поврат. Повратот во економијата го прават опремата, машините, вештачката интелигенција, софтверите, инвестициите во опрема, инсталации, машини. А опремата во градежните објекти е предолгорочен. Со оглед на градежната експанзија во станови, градежната експанзија во патишта и тунели и се што случува во Македонија во идните години, ние треба да очекуваме уште полоша структура на инвестициите, која повратот во раст на БДП ќе го смалува, нема да го зголемува. Инаку, до 22, до пред 3 дена, според фискалниот бројач, објавен во вебсајтот на Министерството на финансии, реализацијата беше постигнато на 90% приходната страна и на 89,9% расходната страна. Значи, сепак тој сооднос се одржува, а потфрлувањето е значително. Мислам дека еден месец потфрлување, бидејќи месечно треба идеално да наплатуваме 8,33%, ова најверојатно ќе биде еден месец што се вика внатре, недостигнато наплата на буџетот во 2025 година. И најверојатно, поради ова и поради други околности, проекциите за идната буџетска година, тоест фискалната година 26 е доста умерена направена, затоа што дори растот е предвиден на приходната страна само 3,5%, а
а расходната страна 2,5%, односно 3,6 од 2,5%, што е многу пониско од дури реалниот раст во идната година, кој што е проектиран, како што знаете, 3,8%. Од тука произлегува дека изучена лекцијата во однос на капацитетот, фискалниот капацитет во 25 година, најверојатно е постигнат плафонот и поради тоа многу поумерено се проекциите во 2026 година. Дали натаму ќе се одржува линеарното зголемување на пензиите без оглед колку се издвојува од платите? Се сеќавам дека пред одреден период Фискалниот совет сугерираше, предлагаше зголемување на старосната граница. До кога државата ќе мора да издвојува, да трансферира пари во ПИОМ за тој да биде одржлив? Оваа година стигнавме до околу милиарда евра трансфер од централниот буџет до фондот за ПИОМ заради исплата на време на пензиите, кое што е резултат на линеарното зголемување на пензиите досега. Не би требало да продолжи линеарното зголемување, би требало да се врати во системското зголемување, така наречено индексирање, како што е регулирано во законите. Инаку, ако продолжува линеарното зголемување, прво е тоа нема да биде више понатака доста праведно и правилно, но истовремено не е засновано на придонес. Значи, бидејќи поединец секој си плаќа во однос на остварените приходи, во основа на остварената плата. Така да во таа логика би требало да престане линеарното зголемување понатака, но сепак тоа е одлука на влада. Излегавте со еден фрапантен податок дека половина од становите се купуваат во готово. Немате сознание од каде доаѓа таа готовина, нема контрола на потеклото на парите. Дали ова е најубавиот извор на криминал и пералница на пари и раст на сивата економија? Добро, јас немам доволно анализи да директно одговорам на вашето прашање. Пред пандемијата, некаде, да речеме 2019 година, тој сооднос на купување на станови и објекти за живење бил поповолен во полза на кредитирањето. 65% се купувале на кредит, а остатокот од 35% во готово. Сега, како што рековте, по моите информации од колегите во Народна банка, односот е половина наспрема половина. Се разбира дека е вредно да се погледне од каде е изворот на тие средства. Ние не можеме да шпекулираме, најверојатно има и од заштеди. Понатаму, општо е познато дека еден добар дел од млада популација, особено оние во лукративни дејности, во IT технологиите, кои што работат за странски нарачатели, ги добиваат приливите на сметки кои што се во странство, па од тамо подигаат готовина која што ја внесуваат во Република Македонија. За други извори на средства останува други надлежни органи да тоа го утврдат. Дали кешот завршува во бетон? Говорам во изградба на станови. Сомнителните средства дали легнуваат на она што ние како Народна банка преку монетарно-кредитната политика може да влијаеме во областа на кредитирањето. Реков, има други институции. Ако смека кредитирањето не е само кредитирањето на купувачите, туку секако треба се погледне и кредитирањето и на изведувачите на во стамбената изградба. А сето останато, да речеме, дел е сигурно и во сивата економија, затоа што има индикации дека набавката и на градежни материјали и исплата на надоместоци, односно плати за вработените, понекогаш се врши во готовина, но велам останува други институции тоа да го утврдат. Тука се разбира финансиската полиција, други институции, Министерството за финансии, кои што заедно со Народна банка се обврзани да вложат максимум ресурси во однос на спречувањето на перење пари.
Може да ни се случи банкрот на држава? Не. Видите, зборот банкрот кај нас е тој збор го користиме. Држави не може да банкротираат, не банкротирала ни држава, може да се најдат по одредени да речем потешкоти, може да бидат исклучени од меѓународните финансиски пазари. Знаете, може да бидеме неликвидни. Знаете кога е една држава банкрот? Како што беше Грција, која што 10 години немаше пристап, не можеше да припари до финансиските пазари, туку зависеше од финансиската поддршка од кредиторите, од ММФ, од Европската комисија и од Европската централна банка. Дали е овој индикатор дека сме влезени во сериозен кризен финансиски менеджмент? Па не, но еве Европската унија констатираше дека менаџирањето или управувањето со јавните финансии е веќе слабата страна на Македонија. И тоа се одликува со растечки дефицити, со растечки јавни долгови, со лоша структура што вие спомнавте внатре. Каде би не одвела оваквата ноншалантност и раскалашеност финансиска? Таму каде што сме сега. Во влошување на условите за живење во Македонија. Немање доволно јавни услуги, немање здравство, немање патишта, немање железници. Значи, се тоа што треба, немање добро образование и немање добри услуги од јавната администрација, од клучните потрошувачи внатре. Во услови кога немаме моќна опозиција и контрола врз јавните финансии, јавната потрошувачка, дали може би треба да се размислува за валутен борд? Не, мислам тоа далеко од таа состојба би рекол дека државата е. Валутен борд треба во вонредни ситуации, доколку доаѓа до критичност состојба, не дај Боже, како што беше Грција или ПИКС земите и така натаму. Ме радува што го спомнавте ова дека 15 милиарди евра е БДП-то. Тоа е убаво да се слушне, треба да биде развоен, но во Македонија е повеќе БДП-то е подигнат во основа од јавната потрошувачка, што е многу полоша ситуација, отколку да биде подигнато од инвестиции или приватна потрошувачка. Тоа значи дека се уште земјата се движи во правец на вложување во инфраструктура која или во производи кои не се со додадена вредност, не се со поголем финансиски раст. Се надевам дека сето тоа ќе се измени во еднина, затоа што вака не можеме да продолжиме. Штом јавната потрошувачка е таа двигателот на растот на БДП-то, е многу лошо за да можеме во иднина да размислуваме на некои нови инвестиции, нови технологии, развој во подобри работни места, поскапи работни места и насоката моја како бизнисмен е да се вложува во технологија, во приватна потрошувачка и во инвестиции. Како денес ја оценувате деловната клима? Државата издвои половина милиарда евра, дел од сумата од 250 за поддршка на општините, 250 милиони за компаниите. Вашата компанија е релативно изнозно ориентирана, но видовте ли вие како компанија некаква фајда од ваквата стимулативна поддршка од државата? Ние не учествувавме во подигнување на овие кредити со пониска камата. Имавме претходно веќе инвестирано, немавме потреба во овој период. Планираме за наредните 2-3 години да инвестираме исто поголеми средства кои ќе ја развијат нашата компанија уште подобро, но во моментот ние не видовме некоја фајда затоа што стварно и немавме потреба од тие кредити. Американскиот министер за одбрана порача: подгответе се за војна. Големиот магнат Джеф Безос е цитиран дека рекол: чувајте пари и злато, не купувајте недвижности. Воената индустрија е прилично забрефтана. Како ги примате овие пораки на светско? Треба да се мобилизираме, да живееме на штрек, бизнисот да биде во постојана стендбај состојба? Македонија секогаш е на штрек. Бизнисот во Македонија секогаш е на штрек затоа што не знаете утре што ќе се случи, така да ние сме секогаш подготвени, ако можам да кажам, како компании, затоа што работиме веќе во овие тешки турбулентни времиња не многу години.
секако не плаши ова, како компании не плаши оваа ситуација во светски рамки, затоа што ќе ги наруши сите токови на набавка на материјали, на продажба на финансиски средства, движењето на финансиските средства. Така да, очекувам дека треба да се подготвиме за нешто поголемо. Така се наслушува во светски рамки. Ние како компанија веќе подолго време се подготвуваме со нови добавувачи и со нови продажни места каде што можеме да продаваме нашата опрема. Според вас, каква стратегија е потребна, генерално говорам, за развој на државата, од економски аспект, социјален, политички, меѓународен? Знаете што сега влегуваме во расправа која што бара долго размислување за начинот на пристап при подготовка на таа стратегија. Значи, што се би опфатила стратегијата треба допрва да се види. Ако речете ќе направиме стратегија за развој на Македонија во наредните 25 години, не е јасно што се треба да опфати стратегијата. Меѓутоа, секако дека развојот на образованието, на науката, на здравството, на земјоделството, животната средина, проблемите што се појавуваат и така натаму, треба да бидат дел од таа стратегија. Ману не смее да молчи ако има знаење, можности, капацитети да советува и да дава стратегиски насоки. Вели председателот на Академијата Живко Попов, колку се земаат во предвид мислењата на научната фела, пред се на највисоката научна установа? Да. Па не би рекол дека се земаат предвид, генерално земено. Јас одговорот на ова прашање ќе го илустрирам со еден пример. Кога славеше Ману во 2017 година 50 години од постоењето, беше подготвена една монографија која што се однесуваше на приоритетите на идниот развој на Република Македонија. Во рамките на оваа монографија беа вклучени неколку поглавја, меѓу другото и поглавието за состојбите во образованието и науката и мерките што треба да бидат преземени во иднина. И ние ја подготвивме стратегијата. Јас бев замолен од страна на тогашниот председател на Ману да го подготвам текстот за образованието и науката. И првиот дел од тоа поглавје се однесуваше на еден осврт на состојбите и проблемите во образованието и науката, а вториот дел се однесуваше на мерките за надминување на тие состојби. Се сеќавам, набрзо после прославата, Ману беше посетена од страна на тогашниот премиер и ние му ја подаривме книгата, монографијата, и се сеќавам на посветата напишавме дека се надеваме дека овој пат институциите, одговорните министерства на владата, начело со премиерот, ќе се ангажираат да ја проучат стратегијата и да преземат мерки и чекори за подобрување на состојбите покрај другото и во рамките на образованието и науката. И навистина се надевавме дека ќе има некаков одек, но во периодот што следеше немаше никаква повратна информација, немаше никаков одек и еве тоа е одговор на прашањето колку се земаат предвид определбите на Ману во различни видови на стратегии. Не ве загрижува тоа? Не ве на некој начин ве резигнира? Па на некој начин ме загрижува, само знаете што? Ако досега не сме биле успешни, тоа не значи дека треба да се предадеме. Треба да веруваме дека во иднина ќе направиме некои чекори за подобрување на состојбите, па се надам дека овој пат, ако се донесе новата стратегија за 25 наредни години, како ќе се развива земјата, владите кои што ја раководат земјата во определен период, па после се менуваат една со друга, не треба да размислуваат за тоа што треба да се направи, туку на кој начин, колку квалитетно и колку брзо ќе се реализираат определбите на стратегијата.
Гледавте Трилинг, се гледаме идниот петок со нови соговорници и теми. И натаму продолжуваме со истиот концепт. Омнибус на теми и соговорници. Довидување до идниот петок во исто време.